Добар ден, почитувани гледачи! Денешното издание на емисијата го посветуваме на највозрасните и најмладите од Истокот, отворање на домови за стари лица и градинки во Источна Македонија. Во изминатиот период, владата на Република Македонија воспостави и промовираше специјален пакет на поволности со кои се овозможуваат пригодни услови за влез на приватен капитал во изградбата и стопанисувањето со домови за стари лица и детски градинки. Колку досега се отворени домови за стари лица и детски градинки, ќе направиме анализи и за останатите градови од Истокот. Наш гостин во студиото е министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, со кој повеќе ќе разговараме на оваа тема. Добар ден, господине Спасов. Добар ден и добро ве најдов. Господине Спасов, во последно време се актуализира отварањето на домови за стари лица и градинки. Каква е моменталната состојба со изградбата на нив? Нашата цел е значително да го зголемиме бројот на новоотворени приватни старски домови, приватни градинки, меѓутоа и општински, односно јавни установи детски градинки во Република Македонија. Во секое населено место кое што има доволен број на дечиња од предучилишна возраст да се создадат капацитети, да се создадат детски градинки, било да се приватни или пак општински, односно државни, со инвестиција на Министерството за труд и социјална политика. Фокусирани сме на реализација на поволностите кои што ги определивме за приватните инвеститори и за приватни старски домови и за приватни детски градинки, меѓутоа и на големи инвестициски активности во создавање на нови капацитети на детските градинки широм Република Македонија. Во тек се неколку инвестиции од страна на Министерството. Само оваа година досега отворени се 5 државни општински градинки, околу 7 треба да се отворат до крајот на годината, а имаме инвестиции во повеќе од 22 објекти. Така да нашата цел е континуирано да влијаеме на зголемување на процентот на офат на деца од предучилишна возраст во детските градинки, во општинските јавни установи, меѓутоа и во поголемите градови во Република Македонија да ги поттикнеме приватните инвеститори да инвестираат во отворање на нови приватни детски градинки. Досега над 25 приватни детски градинки има во нашата држава, од кои што 23 се отворени изминативе 2,5-3 години, што покажува, самата бројка покажува дека поволностите кои што ги имаме определено за приватните детски градинки даваат резултат, се зголемува бројот на вакви објекти и очекуваме и во наредниот период да продолжи да се зголемува. Додека пак околу приватните старски домови досега се отворија 17 приватни старски домови и сите овие институции се отвори изминатите неколку години и значително овие приватни старски домови влијаат на зголемување на капацитетите за згрижување на највозрасната категорија на граѓани. Колку досега еве се згрижени? Офатот во приватните старски домови е околу 600 лица. Секој нов приватен старски дом кој што се отвора има капацитет помеѓу 50 до 100 лица. Има неколку кои што веќе треба да почнат да се градат. Се продадоа локации во општина Охрид, во општина Аеродром, во општина Илинден. Во тек е постапка за продажба на локација во општина Петровец во населеното место Катланово. Имаме уште неколку слободни локации низ Република Македонија кои што се дефинирани, особено на источниот регион, пример тука во Штипка, што треба да има ваков старски дом кој што исто така треба и континуирано да продолжат да го зголемуваат бројот на капацитетот за згрижување на стари лица во нашата држава. Еве, кои се условите и поволностите за приватните инвеститори да инвестираат, да отворат нови домови за стари лица и градинки? Пред околу година и пол определивме низа на поволности за да ги поттикнеме приватните инвеститори, да го поттикнеме приватниот сектор да започне со инвестиции и во отворање на нови приватни детски градинки или пак приватни старски домови. Ги намаливме комуналиите за изградба на вакви објекти за 95%. Фактички колку што изнесуваат сега комуналиите на најниско можно ниво, колку што изнесуваат за хотелите, толку изнесуваат и за старските домови, за приватните компании. Ако претходно пример
пример се плаќало 100, сега ќе се плати 5, а во споредба намалувањето е значително. Исто така ја намаливме и почетната цена за продажба на градежно неизградено земјиште за оваа намена со почетна цена од само 1 евро метар квадратен. Исто така создадовме можност за приватните инвеститори да земат поволни кредитни линии, да ги искористат кредитните линии од Македонската банка за поддршка на развојот, каде што има каматна стапка од 3 до 5% и грейс период од година до 2 до 3 зависно од кредитот кој што ќе се земе. Поволни кредити кои што стојат на располагање на секој заинтересиран да земе дополнителни средства и да ги инвестира во отварање на вакви капацитети, и дополнително утврдивме приоритетно учество на овие инвеститори во активните мерки и политики за вработување, односно можат да искористат и грант средства за само вработување во износ од 3000 евра, ова се неповратни финансиски средства кои што ги даваме, меѓутоа да ги искористат и останатите мерки кои што значат финансирање за да отворат нови работни места или пак субвенционирано вработување или обуки. За следната година планираме да реализираме и нови мерки, односно нови поволности за отварање на приватни домови старски или пак приватни градинки, односно планираме да воведеме еден поголем грант за создавање на вакви приватни институции од околу 10.000 евра за секој оној кој што ќе направи капацитет за згрижување на 40-50 стари лица или пак приватни градинки за 50 на деца. Значајни финансиски средства кои што ќе бидат неповратни, кои што ќе може да ги искористи секој оној кој што е заинтересиран да создаде ваков капацитет. Има ли интерес кај инвеститорите за градење? Како што кажав, има интерес. Ние веќе продадовме локации во општините кои што ги кажав пред малку. Исто така интензивно комуницираме со повеќе од 30 заинтересирани инвеститори кои што во моментот бараат погодна локација во која што би инвестирале. Очекувам набрзо да се најде инвеститор за изградба на старски дом во Катланова. За во Скопје има голем број на заинтересирани инвеститори кои што би сакале да градат приватни детски градинки. Исто така имаме искомуницирани со неколку заинтересирани тука во Штип и во поголемите градови во нашата држава. Се очекува ли со отворањето на стари домови за стари лица и градинки да се зголеми вработеноста? Се разбира, секоја од овие институции кои што се отварат, било да се приватни и државни, меѓутоа и со фокус на приватните, ако зборуваме за еден старски дом или пак една детска градинка со капацитетот околу 50 лица или пак деца, потребни се минимум 4 до 6 вработувања. Што значи секоја ваква институција која што се отвара значи мал бизнис, мала компанија до 10 вработени, минимум 10 вработени кои што ќе се отворат во наредната година од кога ќе започне да функционира ваквата институција. Се разбира со субвенции, со погодности, со грант средства од страна на државата, и овие институции влијаат, се разбира, на намалување на невработеноста, бидејќи и економијата и во најразвиените држави во светот, па и во Република Македонија се движи од малите компании, од малите бизниси, од семејните бизниси, од бизнис идеите кои што само што започнале да се развиваат, односно од предприемништвото и предприемничкото размислување на бизнисмените и на луѓето кои што работат во приватниот сектор. Господине Спасов, ви благодариме на гостувањето. Ви благодарам на поканата и ми беше задоволство да гостувам во вашата студија. Благодарам. Ова беше разговорот со министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Останете со нас. Следува краток осврт за останатите општини на истокот, колку досега се отворени домови за стари лица, детски градинки и каде. Една од актуелните теми е отворањето на домови за стари лица и детски градинки низ земјава. Овој проект стимулираше доста приватни инвеститори и во источниот регион. Наредната година и Штип очекува да има дом за стари лица, кој може да прими над 90 лица. Во тек се градежните работи на објектот кој се наоѓа кај Штипската касарна. Интензивно се работи на изградба на домот за стари лица во Штип. Изградбата на пензионерски или дом за стари лица ќе има регионален карактер. Околу 100 пензионери ќе ги имаат сите услови за живење и лекарска грижа. Толку се активиравме на тоа да во Сдруженијето направивме многу активности
комплетно здружението го разработиме, бидејќи беше во една помирна фаза и каде пензионерите немаа ги тие услови што сега ги имат во последните години. Општина Штип се вклучи во овој проект со преотстапување на објектот, кој сега се надградува со инфраструктурно уредување и ослободување од комунали. Ние имаме добра соработка со локалната самоуправа и градоначалникот. Он стои секогаш и зад нас, ако нешто треба да се помогне, да се побудна работа да тргнат по-добро. Имаме го добиено местото, ресторанто, тој беше воен ресторант. Инвестицијата, ние имаме одвоено 35 милиона денара за објектот да го градиме. Ќе бидат сместени околу 100 пензионери. 100 пензионери и сите мислиме дека оваа локација многу добра, многу убаво одговара, бидејќи луѓето тука ќе се шетат и сега пензионерите сите доаѓаат, шетат се до тука и се враќаат назад. Обикновено од граничалникот дека патот ќе биде направен, ќе има патека по која пензионерите ќе се движат и мислам дека тоа ќе се оствари бидејќи има разбирање со локалната самоуправа и со граничалник. Домот за стари лица ќе биде комплетен со капацитет за 100 пензионери. Во него ќе има голем ресторан, кујна, клуб за пензионерски игри, ќе имаат медицински сестри и лекари кои ќе се грижат за нивното здравје. Условите и желбата на пензионерите полека се исполнуваат. Да имат услови да бидат сместувани, бидејќи многу луѓе доаѓаат сега, питуваат, ајде бидели скоро дома, сакат да излезат, имат притисок у семејствата, нели, каде што се помали станови, за една, две, три генерации се соберат заедно и е многу тешко и тие барат да се сместуват што побрзо да можеме да направиме дом. Треба на Штип за стари лица дом, а то не е само у Штип, него у цел свет стари се приберени у домови и Германија, и Франција, Италија, и сите се ги прибрали старци там да живее. Има стари што се без фамилија, без деца, бегани на работа и нема кој да ги чува и некој мора да ги поддржава старите. Се предвидува до крајот на годината пензионерите од Штип и регионот да добијат дом за стари лица. Средствата за изградба се од Сдруженијето на пензионери. Во Кочани ќе се гради дом за стари лица по пат на приватно-јавно партнерство. Домот за стари лица во Кочани има регионален карактер и во него ќе бидат сместени пензионери од Кочани, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово. До крајот на оваа година треба да бидат адаптирани или изградени и 14 детски градинки на истокот, исто така во помалите населени места во државата. На барање на Сдруженијето на пензионери, општината додели површина од 8000 метри квадратни во кругот на старата воена касарна во населбата Шатровик за изградба на регионален дом за стари лица, кој според најавите ќе се гради по пат на јавно-приватно партнерство. Посетата на министерот за труд и социјална политика Диме Спасов на Кочани, на која средба присуствуваа градоначалникот Радко Димитровски, председателот на Сојузот на пензионери на Македонија Драги Аргировски, беше презентирано идејното решение на регионалниот дом за стари лица во Кочани. Председателот на Сдруженијето на пензионери на Кочани Ѓорги Серафимов во уводното излагање истакна дека со изградбата на домот ќе се оствари дамнешната желба на пензионерите од Кочани за ваков сместувачки капацитет. Серафимов истакна дека во подготовката на техничката документација за оправданоста на домот позитивно се изјаснили останатите здруженија на пензионери од регионот, од општините Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Бирово, за кој изградбата на ваков сместувачки капацитет ќе биде од огромно значење. По посетата на просториите на Сдруженијето на пензионери Кочани и видеопрезентацијата на домот, министерот Спасов и градоначалникот Димитровски изјавија: Општината обезбеди детален урбанистички план, каде што заеднички со Сдруженијето на пензионери изработивме комплетно документација по сите европски теркови на македонски и на англиски јазик, објект кој што ќе биде енергетски ефикасен, објект кој што ќе биде снабден со геотермална вода која што имаме во општината Кочани и објект кој што очекуваме дека заедно со Министерството ќе пронајдеме инвеститори и за кратко време ќе имаме и такви сместувачки капацитети за нашите највозрасни сограѓани. Домот за стари лица, односно пензионерскиот дом во Кочани, според најавите ќе се гради по пат на јавно-приватно партнерство, зашто Сдруженијето на пензионери на Кочани и општина Кочани ќе треба да донесат одлуки за објавување на јавен повик за прејавување на стратешки инвеститор.
Изградбата на граденки во рурални средини и опфатот на деца во нив како определба на владата и ресорното Министерство за труд и социјална политика се остварува во целост. Во Кочанскиот регион по предавањето во употреба на градинките во село Бели и опфатот на 20 на дечиња и во Облешево беше пуштена во употреба градинка во која се опфатени 50 деца од неколку населени места во регионот. За заложбите на владата за опфат на децата во градинка во Кочанско-Виничкиот регион и Кочанското населено место Оризари до крајот на годината се очекува да добие детска градинка во која ќе бидат опфатени 50 деца од населените места Оризари и Привачево. По прекинот на работите со изведувачот, деновиве градежните работи на градинката во Оризари се интензивирани, за што градоначалникот Радко Димитровски истакнува. Градинката, за жал, една од ретките у Македонија дека изведувачот не можеше да заврши работата, договор се раскина, беше спроведена нова процедура, изберен е нов оператор и новиот оператор се веќе вклучи. Очекуваме дека до нова година најкасно ќе биде завршена целосно, заедно Министерството за труд и социјална политика и Општина Кочани. Министерството има градежните работи, ние ги имаме електричните, водоводните, фекална канализација и грејење. Заложбата на Министерството за труд и социјална политика за отворање градинки во рурални средини и опфат на што е можно поголем број на деца се остварува. Процентот на опфатеност на деца во градинка достигна до 67%. И во Берово се отворија вратите на домот за стари лица. Дом за грижа на стари лица во крајниот исток од државата има само во Берово, и тоа го доби неодамна, поточно пред месец дена, кога во присуство на министерот за труд и социјална политика Диме Спасов беше пресечена лентата на објектот кој ќе ги згрижи старите лица од регионот. Иако се уште не започнал со работа, во домот во Берово, кој е општинска јавна установа, првите станари би требало да се вселат најдоцна за 2 месеца. Во тек се правните процедури за негова регистрација, а наскоро ќе биде објавен и огласот за пријавување. Зграда која пред само година и пол беше руина и во собственост на Република Македонија, по барање на Општина Берово до владата на Република Македонија, беше објектот, тоест сите згради во поранешна Пелагонија одстапени без паричен надоместок на Општина Берово и ние како идеја предложивме овие згради да бидат реконструирани во објекти кои ќе даваат услуги за потребите на граѓаните од источниот дел на Република Македонија, тоест да изградиме старечки дом кој ќе биде во собственост на општината, при тоа изнаогајќи средства преку Холандско-македонската хуманитарна фондација да се реконструира објектот, кој подоцна за да биде опремен, поднесовме барање до Министерството за труд и социјална политика и целата опрема во домот е обезбедена токму од Министерството. Со еден збор сакам да кажам идејата од Општина Берово, зградата од владата на Република Македонија, опремата од Министерството за труд и социјална политика, се за доброто на старите лица кои тука верувам дека ќе се чувствуваат во свој топол дом и ќе можат да престојуваат 24 часа. Домот за стари лица во Берово има капацитет да згрижи 15 лица, за кои ќе се грижат од 5 до 8 вработени, но градоначалникот најави и почеток на втор објект, кој исто така ќе се гради со средства од хуманитарната фондација Холандија Македонија, со која општината има склучено договор. Ценејќи дека треба да има одржливост во работењето на проектот, а со овој капацитет одржливоста е сега на границите, се договоривме да изградиме уште еден објект за да го дуплираме капацитетот, со тоа што со зголемувањето на бројот на корисниците ќе има и финансиска одржливост на институцијата на објектите, а и ќе се овозможи поголем број на корисници. Инаку домот за стари лица е општинска јавна установа и е прва од ваков тип во државата, а приоритет за згрижување ќе имаат старите лица со ниски примања и со влошена здравствена состојба. Освен Берово, дом за грижа на стари лица во истокот ќе добие и Пехчево, најави министерот Спасов. Изградбата на старските домови за старите лица многу значи.
Председателот на Сојузот на пензионери на Република Македонија го поздрави овој чекор на општина Берово и Министерството за труд и социјална политика. Ние како Сојуз на Сдружение на пензионери на Македонија подолго време инсистираме да се градат вакви објекти, посебно во Источна Македонија, бидејќи има голем недостиг и од пензионерски домови и од старски домови. Еве ова е еден потек што го поздравуваме, посебно ова дел што е направен помеѓу Министерството, владата и градоначалникот на општината, покажува одлични резултати и мислам дека тој пример треба да земат и другите општини во Македонија, за да можеме овој голем проблем во Македонија за сместување на стари лица или на пензионери полека да се ублажи, а со време и да се реши. Старскиот дом во Берово го носи името на познат доктор од Беровскиот крај, доктор Иван Влашки, а за неговата изградба Фондацијата Холандија Македонија вложи 110.000 евра, а Министерството за труд 30.000 евра. На истокот дом за стари лица најбрзо ќе добие Пехчево. Приоритет за згрижување на овие институции ќе имаат старите лица со ниски примања и оние со нарушено здравје. Општински установи, домови за грижа на стари лица по теркот на Беровскиот ќе се градат и во други општини од државата. На истокот најбрзо дом за стари лица ќе добие Пехчево, најави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Старата амбулантна зграда ќе биде реновирана во модерен објект за згрижување на стари лица кој во рок од 2 години треба да биде изграден од страна на купувачот. Приоритет за згрижување во овие институции ќе имаат старите лица со ниски примања и оние со нарушено здравје. За сега, неодамна изградениот објект во Берово е единствениот од ваков тип во државата, кој е општинска јавна установа за згрижување на стари лица. Проширување на капацитетите, реновирање на веќе постоечките, подобрување на енергетската ефикасност. Отприлика ваква е состојбата во повеќето детски градинки во најисточните општини Делчево, Македонска Каменица, Берово и Пехчево. Пред неполн месец детската градинка Весели цветови во Делчево, во која постои недостиг на простор за згрижување на дополнителни 120 дечиња, започна проект за доградба на 4 нови занимални. И оваа година, како и претходните години, имаме зголемен број на дечиња. Оваа година се згрижени 257 дечиња во 11 групи во двата објекти. Поради зголемениот обем на дечиња во детската градинка, општината презема мерки за доградба на самата градинка, со тоа што доградбата ќе биде од 400 метри квадратни со 4 занимални. Со таа доградба ќе се реши тој горшлив проблем што го имаат родителите, исто така и ние вработените во детската градинка, и се надеваме во најскоро време ќе биде доградена. Оваа градинка ќе биде енергетско ефикасна градинка по сите светски стандарди, со тоа што ќе има подно грејање и енергетска фасада, и исто така ќе бидат вградени соларни колектори. Во детските градинки во Берово и Пехчево пак активностите се насочени кон подобрување на енергетската ефикасност. Во градинката 23 август во Русиново целосно се реновира кровната конструкција, додека детската градинка 7 септември во Пехчево неодамна доби нов парен котел. Од аспект на интервенции, тоест активности на локалната самоуправа во детската заштита, треба да кажеме дека во тек се реконструирањето и реновирањето на детската градинка во село Русиново. Тоа се средства обезбедени преку програмата, ИПА програмата за гранична соработка заедно со општина Гоце Делчев, Република Бугарија, и до крајот на оваа година проектот треба да заврши, тоест градинката ќе биде целосно реконструирана со енергетска ефикасност, тоест ќе има топлотна изолација. Инсталирањето на овие нови парни котли за нас е многу значајно за нашата установа, затоа што сега и веќе имаме енергетска ефикасност, заштита на електричната енергија, зашто претходно имавме друг начин на грејење, и покрај тоа не само енергетската ефикасност, ние многу ја цениме, значењето е уште поголемо што сега ќе бидеме еколошки, нема да ја загадуваме околината. Македонска Каменица пак нема проблем околу сместувањето на дечињата. Во детската градинка Бамби има доволен број на места за оние кои што престојуваат.
Во нашата градинка работиме по стандардите на ран детски развој од Министерството за труд и социјална политика. Исто така и сите проекти што ни ги препорачува Министерството ги реализираме. До сега немаме листа на чекање, значи сите дечиња што ни подале пријава, поднеле се примени во градинката. Немаме листа на чекање и капацитетот не околу 160 дечиња. Во оваа општина проблем е секојдневното патување на лицата со посебни потреби кои го посетуваат дневниот центар во Делчево. Токму затоа кон крајот на август, општината Македонска Каменица во дворот на детската градинка Бамби стави камен темелник на новиот дневен центар за лица со посебни потреби. Една иницијатива од една посета на министерот за труд и социјална политика Диме Спасов пред неколку месеци на општина Македонска Каменица и идејата дека навистина треба да изградиме дневен центар за деца со посебни потреби станува реалност. По целосно подготвената проектна документација, добиеното земјиште од страна на владата на Република Македонија, издаденото одобрение за градење, одбележуваме почетокот на започнувањето со изградба на дневниот центар за деца со пречки во развојот. Се надеваме дека за 9 месеци тој ќе биде завршен и веќе дечињата кои што го посетуваат дневниот центар во Делчево ќе имаат можност таа настава или тоа згрижување да го посетуваат во матичната општина, односно во општина Македонска Каменица. Започнуваме еден проект кој што е во интерес на најранливата категорија на дечиња. За сите дечиња од Македонска Каменица со капацитет од 60 до 80 дечиња, за отприлика од 9 до 12 месеци очекуваме тука да има еден модерен, современ објект изграден по сите најсовремени стандарди кои што ќе ги има сите потребни услови да ги згрижуваат дечињата со пречки во развојот од Македонска Каменица. Инаку најголем дел од споменатите активности во детските градинки во најисточните општини се одвиваат со непосредна поддршка на Министерството за труд и социјална политика, кое што пред некој ден го отвори Центарот за аутизам во Штип, а во наредниот период најави отворање на дневни центри во останатите општини каде што има потреба за тоа. Наместо бетонските плочи покрај сред село, 130 пензионери од село Истибања конечно начекаа квалитетно уредено и пријатно место за секојдневно дружење и релаксација. Новоуредените простори во поранешниот пензионерски дом сега се комплетно адаптирани со сите атрибути за потребите на оваа категорија на граѓани. Заменик министерот за труд и социјала Ибрахими и градоначалникот Дончев вчера го официјализираа стартот на дневниот центар за стари лица, уште еден ветен и реализиран проект на локалната самоуправа и владата на Република Македонија. Само 80 дена во Истибања отворивме еден објект, почна со работа еден објект за најмалите жители на село Истибања, за дечињата, односно отворивме една градинка која што во моментот обслужува некаде околу 25 деца. Се надеваме дека во наредниот период овој број на деца ќе се зголеми уште повеќе и со отварањето на овој објект вечерва во кој ќе можат своето слободно време да го поминуваат постарите жители на село Истибања, заокружуваме еден значаен проект. Соработка помеѓу локалната самоуправа и владата на Република Македонија и секако жителите на село Истибања, значи уште еден одличен пример на оваа одлична соработка. За овој проект се вложени околу 20.000 евра за реконструкција и ревитализација на стариот објект и некаде околу 4.500 евра за купување на опрема што е внатре во објектот. Пензионерите со задоволство се вгнездија во новото руво, кое покрај столчиња и маси располага и со комплетно опремена кујна, санитарни јазли, перална, дополнителни канцеларии и соодветни услови за зимско грејење. Ова беше се за денес. Ви благодариме на вниманието. Останете на програмата на Канал Плюс.